Часот повратни глаголи и секојдневни активности е наменет за учениците од 6-то оделение кои го изучуваат францускиот јазик како втор странски јазик. Пред да започнеме, би ве замолила да ги извадите вашите тетрадки, пенкала и моливи, затоа што во текот на часот ќе има битни информации што вие ќе треба да ги запишете. Bonjour tout le monde, bonjour les super étudiants, comment ça va? J'espère que vous êtes bien motivés aujourd'hui. Donc, je m'appelle Magdalena et aujourd'hui, je suis votre professeur de français. Значи, добар ден на сите, јас сум Магдалена и денеска ќе бидам вашата наставничка по француски јазик. Денеска сите ние заедно ќе пробаме да научиме што се тоа повратни глаголи, како тие глаголи се менуваат во сегашно време и ќе научиме неколку повратни глаголи кои што искажуваат секојдневни активности. Па да започнеме. Како наслов во вашите тетрадки можете да ставите le verbe pronomino, што значи повратни глаголи. Значи, како наслов ставете le verbe pronomino или повратни глаголи. Што се тоа повратни глаголи? Во македонскиот јазик повратните глаголи се дефинирани како глаголи чие што дејство се враќа назад кон подметот, односно кон вршителот на дејството. Одат со повратната заменка се и како такви примери можем да ги набројам глаголите се мие, се шета, се облекува, значи ги има многу. Дефиницијата за повратни глаголи во македонскиот јазик не е ништо поразлично од дефиницијата за повратни глаголи во францускиот јазик. За да ни биде појасно како овие глаголи се употребуваат во реченици, како тие глаголи се менуваат во сегашно време, предлагам глаголите што сега ќе ги наброиме да ги запишеме во вашите тетрадки, а истовремено можете да повторувате по мене. Значи, глаголите што следат, запишете ги во тетрадките и обидете се да повторувате по мене. Првиот глагол е глаголот se réveiller, se réveiller. Se laver, se laver. Se brosser les dents, se brosser les dents. Se doucher, se doucher. Se coiffer, se coiffer. S'habiller, s'habiller. Ова се неколку примери што сакав да ви ги кажам, се надевам успеавте да ги запишете во тетрадките. Ако не сте успеале, тоа можете да го направите и подоцна. Сите овие глаголи што ги запишавме, сега ќе пробаме да ги измениме во сегашно време или ќе пробаме да научиме како да ги измениме во сегашно време. Значи, le verbe pronomino au présent. Повратни глаголи во сегашно време. Јас како пример го земав глаголот se laver, што значи се мие, и пред да ја видиме неговата промена во сегашно време, сакам малку да го анализираме инфинитивот. Значи, ова е инфинитивот од глаголот se laver. Гледате завршува на наставката er, што значи дека е глагол од прва група. Напред има повратна заменка. И не само глаголот se laver, сите други глаголи што претходно ги запишавте, забележувате дека завршуваат на наставката er, што значи дека се глаголи од прва група и дека напред содржат повратна заменка. Сега да ја видиме промената на глаголот se laver во сегашно време. Je me lave, tu te laves, il, elle, on se lave. Nous, nous lavons, vous, vous lavez, il, elle se lave. Уште еднаш. Je me lave, tu te laves, il, elle, on se lave. Nous, nous lavons, vous, vous lavez, il, elle se lave.
Значи, ова е промената на глаголот целяве во сегашно време. Промената во сегашно време лесно ќе ви оди, затоа што веќе ги препознавате наставките за сегашно време кај глаголите од прва група. Значи, еве, за прво лице ес, онс, зед, т. Значи, наставките за сегашно време кај глаголите од прва група веќе ги препознавате. Сега, забележувате дека има изборчиња што се обележани со црвена боја. Тоа што ни е обележано со црвена боја се всушност формите од повратната заменка с. Значи, ако во македонскиот јазик таа повратна заменка има иста форма во сите лица, во францускиот јазик не е така. Еве, например, глаголот се мие во македонски изменет во сегашно време ќе биде јас се мијам, ти се миеш, тој се мие. Ние се миеме, вие се миете, тие се мијат. Забележувате дека повратната заменка се е иста во сите лица. Во францускиот јазик не е така. Значи, во францускиот јазик оваа повратна заменка има различна форма за секое лице. За прво лице м, за второ лице т, за трето лице с. Прво лице множина ну, второ ву, трето с. Ова што го гледате, ну и ву со црвена боја, не се лични заменки, туку се форми од повратната заменка за прво лице множина и за второ лице множина. Значи, да повториме уште еднаш. Ако во македонскиот јазик повратната заменка има иста форма во сите лица, во францускиот јазик не е така. Значи, во францускиот јазик повратната заменка има различна форма за секое лице и таа форма ние мораме да ја знаеме на памет. Значи, le pronom réfléchi se, еве ги формите посебно за еднина и за множина. Тука можете да забележите дека повратната заменка може да се јави во елидирана форма. Што значи тоа? Тоа значи дека ја нема буквата е, значи е en français го нема, избришано е и место него е додадено апостроф. Некои од вас се знаат, некои од вас може ќе се сетат, за тие што не знаат и не можат да се сетат, елидирање на е правевме во ситуации кога зборчето после, во случајов повратната заменка, започнува на самогласка или пак на немо аш. Значи, ако глаголот што следува после повратната заменка започнува на некој од самогласките или пак започнува на нему аш, ние мораме да ги елидираме формите од повратната заменка, односно е да ја избришаме и место неа да ставиме апостроф. Како повратните глаголи се менуваат во одречна форма. Знаеме дека во францускиот јазик одречната форма се прави со два члена, н и па. Н стои пред глаголот, па стои после глаголот. Во примерот, значи повторно глаголот целјаве, во примерот негацијата ви е обележана со сина боја. Каде стои негацијата во случај кога менуваме повратни глаголи? Во случај кога менуваме повратни глаголи, негацијата, односно првиот дел од негацијата стои пред повратната заменка, додека вториот дел од негацијата или зборчето па стои после глагол. Значи, еве, забележувате н како прв член од негацијата, во сите примери стои пред повратната заменка, додека па стои после глаголот. За да видиме дали го свативте ова што досега го зборувавме, односно дали можете да ги измените глаголите повратни во сегашно време, во потврдна и во одречна форма, предлагам сега или подоцна во вашите тетрадки да пробате да го измените глаголот сабие, што значи се облегува.
И не само глаголот абие, можете тоа да го пробате со сите други глаголи. Во случајов внимавајте на глаголот затоа што започнува на немо аш. Тука, на овие два линка, можете да најдете вежби за промена на повратните глаголи во сегашно време и за значењето на повратните глаголи. Значи, подоцна или во текот на неделата можете да ги отворите овие линкови и да си ја извежбате промената на овие глаголи во сегашно време, како и да го извежбате нивното значење. Сега, за да видиме како тие повратни глаголи се користат во реченица, јас ви направив краток текст за утринските активности на малиот Никола. Значи, за да видиме како овие глаголи се користат во реченица, предлагам да ги погледнеме речениците што следат, каде што се опишани утринските активности на малиот Никола. Donc, Nicolas et sa routine du matin. Bonjour, je m'appelle Nicolas et j'ai 11 ans. Добар ден, јас се викам Никола, имам 11 години. Значи, глаголот appeler е повратен глагол, изменете во прво лице сегашно време и забележувате дека повратната заменка е валидирана форма, затоа што глаголот appeler започнува на самогласка. Je me réveille à 7h15 du matin. Се будам во 7 часот и 15 минути наутро. Je me douche et je me brosse les dents. Се туширам и си ги мијам зъбите. Je me coiffe et je m'habille. Се чешлам и се облекувам. À 8h moins quart, je vais à l'école à vélo. Во 7 часот и 45 минути одам на училиште со велосипед. Во случајов нема повратен глагол, но одењето на школа е една од секојдневните активности. А bientôt, до скоро видување. Значи, тоа беше се за мене, се од мене за денеска. Се надевам дека ви беше интересно и лесно. Предлагам за домашно да си направите исто таков краток текст за вашите секојдневни активности или не мора за вашите секојдневни активности. Може за активностите на некој од вашето семејство, може за активностите на некој измислен лик. Значи, краток текст во кој ќе употребите повратни глаголи во сегашно време, во потвредна или во одречна форма. Значи, уште еднаш се надевам дека ви беше лесно, дека ви беше интересно. Можам да ви посакам bon journée, пријатен ден, à bientôt, до скоро видување, et restez chez vous. Останете кај вас, дома и apprenez le français и учете француски. À bientôt!